Потребата за зголемување на минималната плата на 18.000 денари е реална и екзистенцијална за работниците. Аргументите се на наша страна и не гледам причина да не биде прифатено барањето, вели председателот на Сојузот на синдикатите на Македонија Дарко Димовски. Тој посочува дека ваквото барање е неминовно, имајќи во предвид дека потрошувачката кошничка е 35.040 денари и дека на двајца работници кои земаат минимална плата им недостигаат 4.640 денари за да може да преживеат. Изјавата на министерот за економија Крешник бектеши дека минималната плата ќе се зголеми најмалку на 18.000 денари, но во вториот квартал од годинава за ССМ е неприфатлива. Паралелно, првиот човек на Сојузот на синдикатите на Македонија при последното гостување во емисијата Визави на канал ВИС побара не само зголемување на минималната плата, туку и скалесто зголемување на сите останати плати. Ова, вели Димовски, е предвидено и во членот 8 од Законот за минимална плата, каде е наведено дека согласно растот на минималната се усогласуваат и останатите плати. 18.000 денара се поедовната точка или на социјална категорија на плата, каде што не ги зима во обзир додатоците. Јас, ако ми е мене поедовната плата не минимална, како што бараме ни 18.000 денара, на таа плата треба да се приклучат додатоците: успешност, години стаж, прековремена работа, ноќен труд, работа за празники и така натаму. А сите останати плати, согласно колективните договори, треба да растат, бидејќи ќе направиме на паралела. Јас како хигиеничар и вие како камерман, да речеме, не може да земам иста плата, бидејќи сложеноста на работа и степенот на образование нема да ни биде ист согласно договорите за вработување. Значи, ова е се аргументирани барања каде што првен работникот ќе има бенефит, а по основ на пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, државата ќе си оствари приходи од каде што ќе го исправиме тој пензиски фонд и сите наши пензионери, бидејќи ние бараме и модел како покрај минималната плата да растат и пензиите. Не може да ги оставиме нашите мајки и татковци на минимална пензија и само ние работниците да бараме. Доколку не се зголеми минималната плата, синдикатот најавува протести кои ќе траат до исполнување на нивните барања. За зголемувањето на минималната плата, непочитувањето недела неработен ден и за регресот за годишен одмор во јавниот сектор, во понеделник е закажана средба меѓу представниците на Сојузот на синдикатите на Македонија и представници од владата.